Почитувани членови на Охридската академија на хуманизмот, почитуван академик Абдула Шарчевич, драги пријатели, ви благодарам на можноста и на честа да ви се обратам по повод доделувањето на Светската награда за хуманизам, која годинава по 15 пат ја доделува Охридската академија на хуманизмот. Овогодинешното доделување на наградата, токму на големиот христијански празник Богојавление Водици, има особена символика и значење за нас. Таа символика е дополнително засилена со фактот што на денешен ден се навршуваат 30 години од основањето на Охридската академија на хуманизмот. Ни своите 3 децении обстојување, со јасно декларирана цел ширење на хуманите вредности низ светските меридијани, Охридската академија во современ контекст всушност го продолжува делото на Свети Климент Охридски и на неговата надалеку чуена Охридска книжевна школа. Надвор од секакво сомнение е дека меѓу мноштвото активности на академијата особено значајно место зазема доделувањето на Светската награда за хуманизам. Востановена во 2007-та, наградата се доделува секоја година на светски познати уметници, интелектуалци, истакнати имиња, но пред се на посветени хуманисти. Кон долгата листа импозантни имиња на лауреати, годинава се придружува и името на академикот од Босна и Херцеговина, почитуваниот господин Абдулах Шарчевич. Несомнено, еден од најзначајните филозофи во нашиот регион, признат и познат многу подалеку од неговите граници. Посебен и за нас значаен куриозитет е податокот дека академик Шарчевич почетоците на својата научна кариера ги имал на Филозофскиот факултет во Скопје, во втората половина од 50-тите години на минатиот век. Се надевам дека и по добивањето на ова престижно признание, личните и професионалните контакти кои професорот Шарчевич одамна ги има изградено со Република Северна Македонија, само ќе добијат на интензитет. Почитувани академик Ѓорги Старделов, кој за жал пред само некој ден не напушти, преселувајќи се во вечноста на човековото паметење, оставајќи неизбришлива трага во македонската култура и општествена мисла, за годинешниот добитник на Светската награда за хуманизам, не без причина, напиша: неговото филозофско дело ни дава една храбра и навистина сеопфатна дијагноза на нашето време и во него на нашата цивилизација, на нашата културна историја, на нашето општество во кое обстојуваме. Сеопфатна анализа за тоа што се случува со човекот денес во 21. век, во векот на неговото оттуѓување од сето човечко и човечно. Со пандемијата која ги загрози нашите животи и нашето здравје, ни го промени секојдневието и буквално го промени ликот на целото човештво, за жал само уште повеќе се зголеми човековата оттуѓеност, правејќи не ранливи, осамени и затворени во себе си. Имено во вакви времења ни е и тоа како потребна хуманоста, солидарноста и взаемната почит. Да го победиме COVID-19 и да се вратиме во нормалното секојдневие, но и да ја афирмираме и повторно актуализираме духовноста и културата. Накусо да ја вратиме човечноста на човештвото. Почитувани пријатели, се надевам дека набргу ќе можеме сите да се собереме во древниот Охрид и непосредно да комуницираме како некогаш. На Охридската академија на хуманизмот и го честитам јубилејот, на академик Абдулах Шарчевич му честитам на наградата и му посакувам што побрзо да дојде во посета на нашата земја, поточно на неговата и наша заедничка земја. На крајот од моето кусо обраќање, дозволете да ви посакам добро здравје и радост на сите во 2021. Драги пријатели, ви благодарам за вниманието.